Комисија за финанси. Точки на дневен ред. Точка број 1. Одлука за одобрување за користење на дел од простори во местните заедници на пензионерски клубови на Сдружение на пензионери Битола без надоместок. Точка број 2. Измена и дополнување на ценовникот за поставување и одржување на вертикална сигнализација. И точка број 3. Измена и дополнување на одлуката за утврдување на цени за хоризонтално обележување на надлежна и напречна сообраќајна сигнализација. Кој е за ваквиот предложен дневен ред? Ве молам да крени рака. 5 за. Минуваме на точка број 1. Значи вака, точката беше предложена и минатата седница од моја страна. За истата имате добиено материјали, истите ги имате на мейл. Истата веќе е помината на комисија, мајде заради транспарентност и отвореност ја поставувам повторно. Дали некој има некаков предлог за измена на одлуката, бидејќи како што кажав, ќе се вметне уште еден член, а тоа е членот број 16 за надлежностите на општината, каде што во став 3 пишува дека надлежност на општината е и промоција на партнерство, а во став 5 пишува дека надлежност на општината е и организирање на културни манифестации и поттикнување на специфични форми на творештво. Дали некој друг има некаков предлог за измена на одлуката? Овелете. Само еден момент, се извинувам. Исто така би сакала да ве информирам дека до градоначалник поднесов барање на кое немам одговор, кое гласи: почитуван градоначалник, го поднесувам ова барање со цел да ми бидат доставени информации во врска со тоа дали досега се издадени простории или делови на урбани заедници од истите под закуп кои се во општинска сопственост. Доколку веќе се склучени договори за закуп на простории од урбаните заедници или дел од истите, ве молам таквите договори да ми бидат доставени. Ова е барање кое што го имам поднесено до градоначалникот и очекувам дека ќе добијам одговор. Повелете, Бојковски. Благодарам. Ја видов јас барањето, односно го видов барањето кое што беше испратено од Сдруженијето на пензионери. Сега, бидејќи јас живеам во местна заедница Јонче Мурџевски, таму и колегите кои што не живеат во тој дел на градот или немаат посетено местната заедница Јонче Мурџевски, таму има односно две големи простории каде што функционира детска градинка. И има еден простор кој што користи матичен доктор, издаден во постапка од општина Битола, и што има една канцеларија од може 6-7 квадрати, ја користи председателот на урбаната заедница и одборот. Во која просторија ќе ги сместиме Сдруженијето на пензионери? Ќе избркаме градинката или ќе го избркаме матичниот доктор кој што има преку 4000 пациенти? Тоа е прво прашање што сакам да го прашам. Второ, прашањето до кој го поставувате? До вас. До мене? Да. Местна заедница Велко Влаховиќ. Ако не се лажам, таму функционира младинскиот хаб, младинскиот центар, каде што со сопствени средства и со средства на општина Битола, преку донации и проекти, ги реконструираа долните простори кои што беа поплавени. И сега таму функционират невладини организации. Во горниот простор, на спратот, исто така има невладини организации. Во која просторија ќе сместиме Сдруженијето на пензионери? За овие две урбани заедници прашувам. Благодарам. Благодарам. Колега Бојковски, очигледно добро ве имате информирано, меѓутоа изгледа или не читате материјали, или си се занимавате моментално. Значи, никој не рече дека се бара во сите урбани заедници, тоа е првиот проблем. Второто прашање од мене до вас е дали имате информација за сите други урбани
заедници и колку се наброи? Дали имате? Второто прашање ми е дали имате информација дека некој користи било какви простори од урбаните и месни заедници без надоместок? Дали вие имате таква информација? Бидејќи мене, општина Битола, не ме удостои со таков одговор и бидејќи го спомнавте младинскиот центар во Велјко Влаховиќ, сакам да ми одговорите дали истиот плаќа кирија на општина Битола или не. Сега, одлуката која треба да се донеси, во ниеден момент не пишува дека треба да биде во сите урбани или месни заедници. Барањето на пензионерите кое е пуштено гласи онаму каде што има можност. Ако сакате, утре речете му, секако 90% од работите, гледам, вие му ги работите, а некој друг само се слика, земете една тетрадка, одете по урбаните и кажете ни нас овде кај има и кај нема услови да отвориме клубој. А ако нема нигде, доставете го да знаеме дека нема нигде. Очигледно тој што му е обврска да не извести, не известува. А то мене што ме прашвате, јас не можам да ви одговорам. За жал, не можам јас да ви одговорам. Ако знаев да ви одговорам, немаше ни да поставувам вакви прашања. Ви благодарам. И да, предлогот беше дали некој сака да предложи дополнување на членоите. Доколку немате некаков предлог, тогаш во ред. Јас од она што го имаме тука изгласано на Совет за младинскиот центар сум информиран и сум бил во тие простори, затоа ви кажувам. Во местната заедница Јонче Моџевски, таму го носам синови во градинката. И поради тоа ги знам какви се приликите во овие две месни заедници, да знаев и за другите, ќе ви кажев. И кога издававме, ако се сеќавате добро и вие и тука и колегите советници, кога му дававме бесплатен простор на местната заедница Велко Влаховиќ, тогаш беше согласно законот за млади. Мислам дека така беше. И затоа финансиските средства кои што се оделуваат во буџетот на општината Битола се 0,01% од вкупниот буџет и затоа му даваме, мислам, 950 или 960 илјади денари. Тоа е законска обврска која што има општината. Јас прашав дали вие имате информација за другите местни заедници или некој друг од колегите кои што се тука присутни по однос на урбаните заедници. И која урбана заедница е слободна, односно има простори кои што не се издадени или не, тука во рамките на Советот постои комисија за урбани и местни заедници. Требаше оваа точка да се разгледува на таа комисија. Вие очигледно сакате и таа комисија да ја водите и ја гледаме се ова на финанси. Ја гледаме заради тоа што се барат без надоместок. Требаше прво доди на комисија за урбани заедници и месни заедници и потоа да добием извештај од комисијата. Така јас мислам дека е исправно. Добро, колега. Како ќе речете така, само чисто за информација на колегите советници, пред малку преседателот на комисијата за мандатни прашања ми кажа дека нема да се одржи комисија за мандатни прашања, оти нема кворум. А во салата се присутни советниците кои се члени. И како да одржиме сега комисија? Не, еве, пошто ми кажувате која е мојата надлежност како да свикам комисија. Зато неките да ги смените луѓето кои треба да закажат комисија. Пред 5 минути ме извести дека нема да има комисија, оти нема кворум, а советниците се присутни во салата. Прашањата кои ми ги поставивте, единствено надлежни се општината. Кога стигна точката на дневен ред, јас написмено се обратив до општина Битола и прашав каде има услови, не ми одговорија. А тоа е обврска на општината. Исто така, сметам дека треба да разговарате со градоначалникот, кај кој 2 години оделе пензионерите и на кој им рекол дека има руинирани месни заедници. Руинирани кои тој сака да му помогне да ги стават во функција. Кога виделе дека не може да завршат работа и дека само некој ги залажува, се обратиле на писмено до Советот. Исто така, ви кажав дека доколку не сакате во местните заедници, постои и друг начин, со одвојување на финансиски средства како во одредени
општини каде ВМРО ДПМН има градоначалници, одвојуваат средства и им плаќаат закуп за простори. Денес, очигледно дека некој не сака ова да се реализира и не сака да му излези во пресрет на пензионерите. И тоа е легитимно, меѓутоа треба јавноста да го знае. Дека не сакате да се изнајди начин. Токму заради тоа, точката е поставена вака, а не насилнички, што е ваш стил, во рок од 15 дена само да ја потврдиме и тогаш ќе мора да ја подпише градоначалникот. Во духот на транспарентноста да биде заеднички одлучено за иднината на тие пензионерски клубови, кои утре други ден ќе ги користат и дел од нас, јас мислам дека требаше да најдеме заедничко решение. Меѓутоа гледам дека не сакат. Добро, не мора. Одлуката е таква каква што е. Доколку нема измени од ваша страна, не мора да има. Повелете. Сега се измешавте. Јас само прашав да не се случи да се донесат одлуки тука за местни заедници, урбани заедници, кои што немаат простори. И да ги доведеме во заблуда Сдруженијето на пензионери. Дека ќе се отвори во Велко Влахович ќе отворат пензионерски клуб. Во Јонче Мурџевски дека ќе отворат пензионерски клуб. Да не ги залажуваме луѓето. Измешавте вие мандат на урбани заедници, немаше врска точката со мандат на комисија. Требаше председателот на комисијата и членовите во урбани и местни заедници, како што го правеа пописот, да кажат точно кога се преземаше локалната самоуправа, точно е направен попис кои простори се празни, во каква состојба се сека година пописната комисија оди. Тоа требаше да го направи. Затоа има комисија за урбани и местни заедници. Вие ги скокнавте чекорите, сега пак ќе ги излажите луѓето. Фала. Бевте на координација? Ко се клаваше ова точка? Не. Не бевте. Па ко бевте, оти не рековте дека треба да оди на урбани. Јас не се сеќавам дека имавте предлог. И не знам што ви е смешно. Не знам што ви е смешно. Не имате прочитано ни одлуката. Кај се наведени во одлуката со имиња местни заедници? Не се наведени. Ништо не е од тоа наведено. Меѓутоа, добро, како мислите, така? Ајде, повелете. Вие колишки ниту барањето го немате прочитано на пензионерите, да ги видите кои за кои местни заедници станува збор и кој е нивното барање. Вие одлуката имаме или ја немаме прочитано. Барањето го немате прочитано. Фала. Ете, затоа ви имам вас да прочитате. Повели Корлески. Благодарам, председателке. Вака сега, дали некој знае од советниците, сите знаеме, и да не навлегувате во тоа. Општина Битола има 92 или 93 местни заедници. Објекти, тоест местни заедници. 93 објекти има, кои што се дел имаат некои кираџи, меѓутоа не можат да имаат собственост. И уште немате направено катастарски упис. 3 години уште ги чекат. За да знаат. Тоа беше најголемиот криминал во времето на Владимир Талевски, кога во местните заедници, и зашто ви е интересна оваа точка, затоа што една местна заедница, особено во таа интересната Јонче Мурџевски, им плаќавте кирија на некои поединечни објекти по 3000 денари, таа од Карши 30, некоја во центарот 2000 денари, и затоа тие лица се, едниот е на одржување казна во затвор во Прилеп, другиот е во Битола. Нормално, нема колективна одговорност. Сега овие луѓето пензионери си барат, рајето си го барат, и функција да ги одржуваат објектите. Прашањето е, сакаме или не сакаме? Тоест,
и наед да водиме, како што милувавте прега да кажете на одговорница. Значи, ако ние му дозволиме на нивното барање, тогаш еден од тие 93 објекти ќе бидат сместени. А не да избираме дали детската градинка или амбулантата. Дали се случило на други? Да, се случило. На лица со попречености. Јас пред 4 години тука баравме и го реконструиравме во Ковчедесано. Пардон, Корелачето, да кажем. Корелачето. Над 500 метри квадратни, работиме проектот и функционира регионален ресурсен центар. И други. Дали ќе дозволиме овај пат? Мнозинството некојаш ќе речи да, некојаш ќе речи можеби не. Меѓутоа, тоа како исто како за спортот, кога зборавме пред малце, знаете како, некои одлуки која нема да бидете дел, а потоа ќе речите, шо го направија овие, што изгласа го направивме. Пензионери, значи луѓе во поодминати години, кои што сакаат да се организираат и сакаат своите денови да ги минуваат, да се социализираат, ние како советници ветивме дека ќе работиме во интерес на граѓаните. Ако сакаме да работиме во интерес на граѓаните, сме го направиле ето за секакви видови на здруженија во минатото. Можем да ви кажем точно и со име и презиме. Сега, дали ќе постапиме во овој случај, а ако е веќе лична суета, во ред. Мислам да не ја шириме дебатата. А ако мислиме дека има некои законски пречки, да ги кажеме и едноставно така и да им одговориме на луѓето, на пензионерите, едноставно и да им кажеме, луѓе, не е до нас, законот не дозвола. А ако ние можеме да донесеме одлука, тогаш нема причина зашто да не ја донесеме. Како и за сите останати што ќе побараат помош од Советот на општина Битола. Дали се тоа организирани групи, дали се како видите младински центри кои што ги оформува општина Битола, да ве подсетам. Значи тие не се ги мешате по имите малце тука. Да, ние имаме буџет донесено, меѓутоа ги носиме според тоа што ги оформивме тие. Само за наши субјекти. Меѓутоа им поможуваме и на други издруженија на граѓани. Така да има позавидна сума која што на комисија на спорт некни доделивме на една издружение на граѓани и тоа 1 милион денари за машала, ама не влегваме во суета. Туку во одлука која што си носите. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Повелете. Најмалку очекував градоначалникот да не потпише една ваква одлука на Совет, со оглед дека и тоа е што се вика на прагот на своите пензионерски денови. Во образложението кој ни го испратил, вели не може да се дадат, Советот на општина одлука може времено или трајно да ги даде на користење со или без надоместок, местните заедници, на државни органи и на правни лица основани од државата. Сведоци сме дека имаме местни заедници кои се дадени на времено или трајно користење со или без надоместок на субјекти кои апсолутно не се ниту државни органи, ниту правни лица. Ако веќе постапувате законски, а правите нешто незаконски, во политиката тоа се вика демагогија. А во народниот речник продавање ветер и магла. И очигледно, очигледно некои од посочените местни заедници од страна на пензионерите се тие што бодат очи. Како, например, местната заедница Стефче Патакот. Ние сите живееме во Битола, точно знаеме на кој е издадена таа. И што се, таму каде што се тренира еден вид на спорт е државен орган или правен субјект основан од државата. Затоа, уборече колегата Корлевски, овде ќе донесеме една заедница, една одлука во интерес на да поширока група на луѓе, како што се пензионерите. И може би ќе биде најдобро
пошто и да побараме списокот од општинската администрација, не знам дали секретарот ќе дозволи да ни го дадат, да си седниме и сите си помине вака покрај местните седници, да си напишеме сами на кои си издадени. Во времето на Владимир Талевски, например, јас доаѓам од местна седница Таки Даскалот, беше издадена на исто некој за таму теретана вежбање, шампион ли се викаше, се не знам пошто е буквално руина. И само што падна ВМРО од власт, си избега во Германија, остави народни сметки за струја, неплатени, преку ноќ си ги собра нормално тоа што му беше теретаната за вежбање и после испадна дека местната заедница е дивоградба, па се биеше битка и конечно, значи, остана руина, буквално е руина. Да му дозволивме на овие луѓе не само што ќе си ги остваруваат, да си бидат активни во своите пензионерски денови, да се дружат, него и на еден начин ќе ги одржуваат, ќе има присутност во местните заедници. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, минуваме на следна точка. Измена и дополнување на ценовникот за поставување и одржување на вертикална сигнализација и другата точка е измена и дополнување на одлуката за утврдување на цени на хоризонтално одбележување на надлжна и напречна сообраќајна сигнализација. Тука е директорот, материјалите сега пред малку ги добивме, не знам колку стигнавте да ги видите, па најубаво е да ни објасни. Повелете. Ви благодарам. Добар ден на сите. Прво ќе почнам со образложението, а потоа ќе одиме на одлуките од управниот одбор, односно суштината на она што треба да го изгласате денес. Значи, еден дел од јавното предпријатие ги имате тој материјал од Шови, јас само ќе ви го презентирам и после поставувате прашања ако нешто не се разбериме. Едно од одделенијата е за хоризонтална и вертикална сигнализација на ЈПП и ЛП Битола. И она што го имате пред вас е анализа на приходи и расходи за ова минатата година, кое што беше. Како што се гледа на првата страна, приходи во 2023 година од вертикална сигнализација имаме 962.375 денари, а за хоризонтална сигнализација 4.387.010 денари. Или вкупниот приход се 5.349.385 денари. Од нив најголемиот дел е кон општината, 5.284.738 денари, и еден помал дел е кон Кромберт и Шуберт, пошто побараја да им се бележи таму просторот пред фабриката, во износот 4.647 денари. Тоа е поднос на приходите. Оно што е битно сега за ова седница, следи понатаму, односно расходите. Вкупните расходи кои се однесуваат на ова одделение, кои ги детектиравме во анализите, се значи најголемите два трошоци се прво и второ место, плати на вработени кои учествува во обележењето 3.741.349 денари, боја 1.315.899 денари, тука вклучена е бојата и разредувачот, и после одиме сервис за машина, сервис за возило Citroen Nemo, резервните делови за возилот, регистрацијата, горивото за машината, алатот, потрошен материјал, резервни делови и шаблони. Вкупните расходи се 5.565.042 денари, односно имаме разлика меѓу приходите и расходите од 215.657 денари во минус за тековната година. Понатаму следи образложението зошто овие пари, односно ова разлика во пари, се случила покачувањето на платите на вработените, согласно Законот за минималната плата, и на минатите 2 години неколкукратно се зголемени платите, и вели во март 2023 година се покачи висината на минималната плата од 18.000 денари на 20.175 денари, за да во 9 месец 2023 согласно одлуката
на управниот одбор на ЈПП ЈЛП Битола и одлуката донесена од Советот се покачи вредноста на бодот за 10%. Значи, дека за платата во 12.2023 година беа потребни вкупни средства од 2.578.702 денари. За разлика од минатата година, значи ова е вкупниот однос на платите, 2022, односно пред минатата година сега, од 1.713.711 денари. Кога сме веќе ке платите, тука имаме и нагласено дека секогаш кога временските услови дозволуваат, пред се мисли на надворешните температури, овие вработени кои работат конкретно на хоризонтална сигнализација, односно набележење, работат исклучиво ноќе, што подразбира дополнителни повисоки трошоци кои согласно Законот за работните односи се наметнуваат сами по себе и кои вклучуваат во нив надомест за ноќна работа, дополнителен оброк за вработените кои работат во ноќна смена, ноќна работа во недели или празници и така натаму. Во текот на 2023 година, за потребите на ова одделение, за да може да се реализира договорот со општината, односно да го изработиме она се што беше предвидено, се тројца вработени од одделението за јавни паркиралишта ги прераспределивме во ова одделение. Исто така и временно сезонски, значи сезонски повторувам, се вработија 3 нови лица преку Агенција за привремено вработување заради претходно наведените потреби. Цената на бојата е покачена неколкукратно. Значи, тој е вториот голем трошок кој влегува во овие расходи. Во 2022 за 1 килограм боја се плаќале 81 денар, а 1 литар разредувач чинел 89,55 денари. Во јуни 22 година се покачува цената на бојата и на разредувачот, и тоа за 46% бојата, тоест од 87 денар е покачена за 119,2 денари, а цената на разредувачот е покачена од 89,55 денари за литар на 127,20 денари. Со последната јавна набавка постигната е цена за белата боја од 157 денари по килограм на боја, а разредувачот е 185 денари за литар. Сите овие цени ви се дадени без ДДВ. Ако земеме во предвид дека бојата е основниот материјал кој ни е потребен за ова дејност, значи дека и бојата и разредувачот се едни од повисоките трошоци на ова одделение, кое работи на бележење на хоризонтална сигнализација и одржување на вертикалната сигнализација низ градот. Набавени се алати во тековната година кои му беа неопходни за изведување на потребните активности. Потрошени се 60.000 денари за набавка на алатите, но со тоа не е ни до крај опремено во одделение. Оставивме, тие беа само најнеопходните алати до година или ова година, ако имаме можност финансиска да ги доопремиме. Возилото е произведено, големиот трошок исто така за одржување и за резани делови во 2008 година и е солидно амортизирано. Во ова година минатата што беше, извршени се повеќе неопходни поправки кои повлекоа трошење за резани делови работна рака, а со оглед на староста и амортизираноста на истото, за очекување овие трошоци да растат уште повеќе. Од овие причини бараме покачување на цената на услугата за хоризонтална сигнализација во износ не помало од 20%, како би се остварили не само приход за покривање на расходи, туку и остварување на позитивен финансиски резултат, кој би дал можност за технолошки развој и континуирано осовременување на одделението. Но, она што не е до крај кажано, доколку оперираме ние со овие трошоци, со овие цени на боја и разредувач, со овие цени на нафта, односно вкупните енергенци. Тоа е барањето реалното и сега одиме на од двете одлуки. Прво, пошто беше на дневен ред одлуката за утврдување на цена за хоризонтално одбележување на надолжна и напречна сообраќајна сигнализација. За разлика од минатата, сите цени се покачени за 20%, но имаме и некои позиции кои што работењето до сега ни наметна ги немавме. Сега го прошируваме, значи затоа беше и барањето да се изврши измена и дополнување на
овие ценовници. Цената за обележување на надлежна и напречна сообраќајна сигнализација, таа беше постојачка позиција во овој ценовник и е зголемена цената за 20%. Втората точка, цена за обележување на надлежна и напречна сообраќајна сигнализација со жолта и црвена боја беше постојачка и е зголемена за 20%. Наредната позиција е нова. Цена за покривање на надлежна и напречна постојачка сообраќајна сигнализација со сива или црна боја. Ова е нова позиција и нова цена. Значи, ваква позиција до сега немавме за покривање на постојачки сообраќајни решенија и цртање на нови. И таа цена е 305 денари од метар квадратен покриена површина без сметан ДДВ. Наредната позиција е исто така нова, до сега немавме. Цена за обележување на рабници на коловоз со бела, црвена, жолта или црна боја изнесува 90 денари по парче без пресметан ДДВ. Ова се однесува на ивичните линии кај раскрсниците што се црвена бела, но дава можност позицијата и со друга боја по барање на нарачателот да се бележи. Наредната позиција е исто така нова, до сега немаше. Цена за обележување на паркинг место со бела боја изнесува 400 денари по паркинг место без пресметан ДДВ. Во заграда стои маркирањето се пресметува посебно. До сега немавме таква позиција, доколку некој сака во комерцијално да работиме, инаку за општината и за наши потреби ние сами се ги бележиме и на никој не фактурираме. Ова станува збор за надворешна употреба, доколку некој сака. Наредната позиција е иста така нова и е слична на ова истата. Цена за обележување на паркинг место со жолта боја изнесува 450 денари по паркинг место без пресметан ДДВ, исто во заграда стои, маркирањето се пресметува посебно. 50 денари е повисоко од претходната позиција, заради тоа што и цените на жолтата и на црвената боја се повисоки од белата боја. И наредните 7 и 8 9 позиција се остануваат исти од претходниот ценовник и се однесуваат на постојачки позиции кои што се зголемени за 20%. Цена за маркирање на необележени сообраќајни површини изнесува 24 денари по метар должен без пресметан ДДВ. Осма дополнително обележување со пелит на надолжени линии изнесува 168 денари по метар без сметан ДДВ и деветата цена за обележување на надолжени напречна сообраќајна сигнализација со ладна бела двукомпонентна пластика пластификатор боја изнесува 400 денари по метар квадратен обележена површина без пресметан ДДВ. Има во втора глава мала измена, таа на текстот од одлуката за разлика од ланскиот пат се овластува директорот на ЈПП Битола да поднесе понуда за учество во постапка за јавни набавки за хоризонтално обележување на надолжена и напречена сигнализација од други договорни органи, но на електронската аукција најниската понудена цена не смее да биде под цената утврдена со оваа одлука. За разлика од ланската, таму ми даваше овластување, но јас не ја видов, не знам никако ни замина таа, сосема спротивна беше, даваше овластување да оди директорот на ЈПП и под овие цени, што стварно би било и на голем товар на предпријатието, тие лани и така мали беа. Значи, овие се минималните цени под кои што можеме да одиме, тоа е измената од ланската одлука и другото останува исто. Во цената за вертикалната сигнализација, ситуацијата е иста, 20% изголемување на цените, со тоа што во точка 9 да не се збуни некако ги гледа преформулирана е ставката, че многу неободефинирана беше во минатиот советник, сега е малце поедноставена, поставување на флексибилни ретрорефлектирачки гумирани столпчи на овие се тие портокалевите, што веќе ги поставуваме. Останатото е исто и од другата страна имаме позиција 16, 17, 18 и 19. Тие се нови позиции во овој ценовник. Поставување на патоказна инфотабла, поставување на туристичка инфотабла со постамент, поставување на патоказна табла за насочување и поставување на вештачки испакнати на цртичка гума, тоа станува збор за легнати полицајци. Доколку има потреба општината некогаш да ги стави.
по однос на овие, се извинувам сега, ама меѓусебно беа поврзани двете точки. Јас имам толку да ви кажам, ако сакате нешто во однос на темата и на овие точки, повелете, прашајте. Повелете, колега. Благодарам, председателке. Директоре, ако добро разбрав, рековте дека за боја сте потрошиле 1.300.000 денари? Ке молам да ме коригирате. Не знаете? 1.315.899. Тоа е во текот на претходната година, цела? За 2023 се однесота? Да. Добро. Ни кажавте за овие за новите ступчињата што се портокалевите рефлектирачки. Колку кошта едно ступче со монтажа? Од рефлектирачките? Да. 1380 денари е во новиот ценовник. Тоа е само за ступчето или со вклучена монтажа ето? Со вклучена монтажа. Добро. Која висина се тие? Стопчината ги набавува општина Битола, мислам дека се 60 сантиметри, не ме држете за збор. Чекај се, ступчињата ги набавува општина Битола, вие само ги монтирате? Се ова што има, набавува општина Битола за вертикалната сигнализација, согласно потребите кои ги има. Не ги дава нас, ние ги монтираме. Значи А се ова што е има цена 1380? за монтажа. Само за монтажа Да. од ступче? Да, Едно ступче? Да. 1380 Да. денари вие фактурирате кон општина Да. Битола? За монтажа на ступче? да. На едно. Браво. Одлично. Друго, директоре, вака, во наши пари, претходната година сте потрошиле 21.000 евра за бележење на хоризонтална сигнализација или за општата јавност. То се линиите, белите, кои што не ги гледаме. Јас не знам дали сте прошетале вие по улици, меѓутоа од она што го цртате вие претходно и што го цртавте, можеме да заприметиме дека линиите ги нема, не постојат. Неколку пати разговаравме за ова. И во претходниот совет, вие не бевте тука присутен, и со претходниот директор разговаравме на истата тема. Очигледно дека имаме некаков проблем, дали со бојата, дали со подлогата, имаме проблем во градот. На една од претходните комисии, кога разговаравме за бележењето на пешачките премини и за таа пластична маса, кој веќе ја спомнав, ме интересира што се случи со таа пластична маса за пешачките премини? Како мислите што се случи? Па не ли имавме набавено, требаше тест да правите, да пробвате, да мачкате, не беше времето како што треба, дали направивте тест, дали имавме експерименти со таа пластична маса, или се уште имате на лагер за неколку пешачки премини и се уште не е искористен? Да, се уште имаме на лагер. Немате ни пробано? Ништо Не. воопшто? Не. Добро. Колку пати се мачкани пешачките премини низ градот во претходната година? Зависи конкретно на кој мислите. Пред сите основни училишта ги сфарбавме 2 пати повеќето и генерално низ строгиот центар се бележени по 2 пати. По 2 пати. Добро. Квалитетот на бојата, мислите вие како директор, како експерт еве од областа кај што се нафативте вите директор, дека е соодветна за ова поднебие и за општина Битола, или имаме некој проблем со бојата, пошто не ја гледаме по битолските улици? Знаете и сами, цртате по 24, по 48 сати, бојата не постои. По некои стандарди е бојата што имаме? Јас ќе ве поканам во просториите на јавното предпријатие Паркензи, ќе дојдете и ќе разгледаме комплетната тендерска документација, по 48 часа не ја снема бојата. Јас не знам која е тендерска документација, меѓутоа, еве сведоци сме сите и јавноста. Може да видиме дека кој ќе намачкате на улица, јас живеам на улица Довледжик. Улицата Довледжик на се личи, само на улица не личи. 7 пати е премачкана и со таа сивата боја што ја кажавте, и со бела боја, еднаш е цртано, уште еднаш е цртано. Сега, ако сакате, ќе одиме колективно сите тука, да видите дека нема воопшто линии повеќе. А знам дека сега се црташе брзо, пред 2-3 недели, последно, кога беше допро времето, дека се црташе, ете бојата ја нема сега. Значи, ние упорно
трошиме, мачкаме, вие наплаќате, еве гледам и 1380 денари од ступче за монтажа, 4 штрафи има на ступчето. И сега дојден и сте денес овде и барате покачување на цените. Значи сега за ова што немаме боја по улиците, за ова што не е добро обележено, за тоа што сме потрошиле 20 кусур илјади евра претходната година, а не сме добили ништо, сега барате да ја поскапиме цената за да можеме да продолжиме в година да си мачкаме наново и наново, така, редом. То си мачкаме, бојата се троши, сега бараме поскапување на цените, меѓутоа ефектот е нула, така? А зошто ви кажете дека ефектот нула? Абе, еве сега ќе ви кажам, сега не знам како да ви објаснам. Сега ќе излеземе еве пред општина тука. Значи вака, јас Вие ја гледате на образложив, улица дека нема бели линии. јас кога ја видов бели линии. Може 10 минути пауза советот да изврши увид на лице место на еве на булеваро пошто не е најблиску пред светот. Јас само во контекст на истото би сакала да опрашам директорот преку улица, еве најблиску е, кај што имаме донација од светлечки тела на пешачкиот, кога последен пат е намачкан пешачкиот? Кај Музичко. Не се сеќавам сега, но мислам дека август или септември е. Може да одите со колегата, ако сакате да го видите. Ама Нема тоа проблем. не збораме за 2-3 недели процес. Така? Зборам и за период кога се фрлаше ризла и кога возила поминуваа преку таа ризла. Зборуваме за ниски температури, не се 2-3 недели. 10 минути пауза, како што побара колегата, ако сакате, одете, ако не ќе продолжиме комисијата. Јас го огледав на на сите. Директоре вака, поддршка од мене, се надам и од поинаку, ќе добиете кога ќе видиме видливи резултати на лице место, кога ќе видиме дека улиците се нацртани како што треба и кога е се средено, тоа ќе добиете поддршка. А да поскапиме цени за нешто за кое што немаме никакви резултати со ова што досега сме го направиле, нема да добиете поддршка од нас. Благодарам. Благодарам. Јас имам прашање. Првото прашање се однесува на Довлеџик. Дали јавното предпријатие Паркинзи во овој момент има било каква пријава за не законско бележење на улица Довлеџик? Кај нас, колку што знам јас, немаме таква пријава, а и пријавите за незаконско бележење треба во СВР Битола да ги упатуваат и ние таму упативме. Јас не ги упатувам, ве прашувам вие дали Не. имате добиено. Не ги Јас упатувам јас. Јас до сега Добро. не знам. Второто прашање. Зошто во рок од 2-3 недели прво нацртавте 4 линии, после нацртавте 3 линии на Довлеџик? И на крајот ви се степаја вработените на сред улица. Значи, ова е класична дезинформација, не знам кој ви ја пренел. 4 линии сообраќајно решение имаше предходно, се смена сообраќајното решение, со нов сообраќајен проект ни дадоа да нацртаме 3 линии. Во Не беше период од прво- колку време се смена сообраќајното решение? Од 4 на 3 линии на Довлеџик. Години од кој е направен беше со 4, сега новата е со 3. А вработените не се степаат, туку вработен беше нападнат и случајот е заведен во СВР Битола. Ќе ви го повторам И се води прашањето. постапка. Зошто прво нацртавте 4 линии? Не И нацртавме после ова ги... година 4 Значи, линии. оставите ме да ви поставам прашање. Ајде. Значи, нацртавте 4 линии, ги освеживте 4 линии, по 2-3 недели нацртавте 3. Ме интересира зошто? Сообраќајното решение со 4 линии е одамна. Новото е со 3. Ние работиме согласно проектите кои ќе ни ги дадат од општина. Кога се смена проектот не знам, но сегашната состојба е со 3. А со 4 ленти сообраќајни беше состојба пред неколку години. Директоре, денес барате покачвање на цени, предпоставувам од страв дека вработените можно е да ви останат без плата, отимате напикано во предпријатието еден куп луѓе од партија, предпоставувам ќе имате поддршка и ќе ви помини, меѓутоа сметам дека ова е последен пат каде што идите на совет
и ни кажувате дека се гледат линии, дека се црта, дека стои бојата, дека немате време за експеримент. Ова ви е последен пат кај што мислам дека некој воопшто помислува да ви поверва. Ниту улици се гледат, ниту линии се гледат, ниту пешачки. И втора работа. Доколку вие во август месец сте ги нацртале пешачките кај Музичко, откако се поставија тие светлечки сигнализации, не ви беше срам да одите барем уште еднаш да ги намачкате? Секако мачкате 10 пати. Зошто уште еднаш не ги намачкавте, да знаеме дека има пешачки? Тие се донација или вие ги поставувате? И лежечките и светлечките? Не ги поставивме ние. Не е ни општината, донација му се на општината. Благодарам, јас немам други прашања. Друг некој прашање? Павели. И благодарам, председателке. Директор Евака, велите од јуни 2022 година се покачи цената на бојата и на разредувачот. 2022. Значи правиме мојавет за пред година и пол. А управниот одбор, значи година и пол се покачила цената за онолку денари колку што кажа, 46%. Ама во март месец во 2023 година, значи после година дена, управниот одбор на 9.2023 година, согласно одлуката на управниот одбор на ЈПЈЛП, донесена на Совет на општина Битола, значи ние дадовме одлука, да се покачи вредноста на бодот за 10%. Ако најголем проблем ви се платите во предпријатието, а имате поскапување на цената на бојата, зашто се побарувале 10% покачување на бодот? Кога знаете дека не можете да ги исплатите тие 10%? Или биле само желба? Сте сакале да покачите плата на бодот на вработените за да добијат поголема плата, ама од друга страна од 2022 сте знаеле дека влегувате во минус затоа што поголема ви е цената на набавка на основната суровина, тоест бојата и разредувачот. Може јас да ти одговорам? Може слободно. Значи, сите покачувања што настанават во септември месец се во согласно со барањата на синдикатите од комуналните предпријатија, јавните комунални предпријатија. Ви благодарам. Синдикалното предпријатие ЈАТКОМ излегува и рекла дека се топ, во форма е наш колега советник тука. И градоначалникот рече по 3000 денари да ги покачите платите. И ги покачивте, меѓутоа во 2022 вие сте знаеле дека имате загуба. Дека ќе влегувате во загуба. Значи не е согласно минималната плата, туку согласно одлуката на управниот одбор. Сега едно второ прашање ќе ве прашам. Дали планот и програмата за 2024 година ја донесе управниот одбор на Паркинзи? Да? Ако ја донесе, не го знаела овој момент. Зошто во тој план и програма не постоеше ова? Еве, некој да ми каже, зошто не постоеше ова, кога управниот одбор еднаш работел согласно АТКОМ, Сдруженијето на јавни комунални предпријатија, и која носела програмата, управниот одбор за 2024, ова не го знаела. Вака, во планот и програмата за работа може да се види дека ние предвидваме да имаме повисоки приходи. Една од причините е што очекуваме дека ќе се зголеми цената на услугата. Може малце сега временски да ги две покачувања имаше лани. Вака, ако сакате договорете се да знам кој одговара. Јас ќе продолжам. Значи треба ми побарате збор, јас ја гледам колешката, вие зборате, колегата прашува во исто време. Ајде, повелете. Може? Лани имаше две покачувања на платите. Едното беше пролетта, другото беше есента. Никој минатата година немаше да предпостави, не можеше дека гранскиот синдикат ќе се договори со владата, ќе го потпишат новиот колективен договор што се однесва за
она есенското покачување. Тендерот за бојата, советниче, договорот мислам дека беше склучен во јуни месец. Така да ние и пред овие турбуленции пролетните не можевме да имаме конкретна, точна цена на чинење на килограм боја. Плюс таа година се случи минимално зголемување на разредувачот, како што стои овде, 2 години си ја качва бојата, па после разредувачот рипна цената. Така да од пролета, дури да се заврши јавната набавка, која заврши негде во јуни месец, ние не можевме ни да предвидиме колкава цена на бојата ќе добиеме, или пак дека ќе се случи уште помалце па подпишувањето на колективниот договор со СУДКОС на владата, со зголемувањето. Тоа беше тоа само. Сега вака. Не го прашувам ова рез ради мене, значи тука е граѓаните ги снимате. Прво, ајде минатата година не сте знаеле. Добро. Јас ве прашав и двајцата ми одговоривте дека плановите за 2024 година, еве сега знаете во 2024 дека согласно одлуките на владата на Република Северна Македонија ќе има 2 пати зголемување на платата и во март и во септември, и во 2025 и во 2026 и така натаму. Така носи оваа одлука оваа држава. И сега тоа треба да го испланирате. Колешката пред малце ми рече дека планирале добивка затоа што мисле дека ќе се зголеми цената. А одлуката носи повторно советот, значи не можеш да мислиш без одлука. Значи тоа е прво. Сега јас прашувам една работа, бидејќи тоа вашиот одговор е тоа што е како што е. Вели од овие причини бараме покачување на цената на услугата на хоризонтална сигнализација во износ не помало 20%. Еве јас сакам за овие вработени што се во паркинзи, како советник, да изгласаме 100% покачување на цената. Прошлиот пат кога тука на совет, тогаш не бевте директор, им велев да покачиме цената за паркинг, ајде вика предложи 100 денари во центарот, мнозинството изгласа против. И сега дојда до рапна екзистенција, небитно, и денес тврдам, бидејќи во секој град, во Охрид, во Скопје е така, меѓутоа небитно. Сега збораме за ова. Ако поскапиме 100%, ќе бидиме рентабилни. Зборам рентабилни во смисла дали општината ќе не ангажира нас или ќе ангажира некој поевтин оператор. Во тоа смисла зборам рентабилни. Ние може 20%, ама ќе речи видете, извинете, ама Петко компани поевтино ја бележи бојата и во тој случај без оглед че ќе донесеме ние повисока цена, вие нема да имате финансиски средства повторно за да ги исплатите вработените, бидејќи ќе имате превисока цена на коштање на бележење. Зато велите не помал од 20. Сега ова не помал, ние треба да пресметаме колку е точното за да биде прифатливо за општината, бидејќи велиме дека најголемите приходи ги влечиме од општината според она што го видовме претходно, фактури кон општина 5,2 милиони. Затоа ми е тоа прашањето дали ќе бидеме рентабилни кон општината со овие не помало 20. Значи можеме да прецизираме колку точно 25-30%, 40%, ама да не го изгубиме. Бидејќи сега вие ќе треба да склучувате договори кои што ќе треба да се завршат во текот на цела 2024 година. Оти да не рече општината пупунела живие скапи сте. Се извинувам предолго што објасним, да сватат и граѓаните за што разбарам. Ве разбрав што сакате да прашате и затоа одговорот фактички е во овие двете одлуки. 20% бараме покачување. Но под услов, ако нешто во текот на годината не се зголеми. Се надеваме дека нема да имаме такви потрези од страна на енергенција или на бои, мислиме дека завршија. Инаку планот за работа, во овој план за работа за 2024 година, не знам како се правеле порано, но тука и вашата колешка детално ги предвидвавме сите работи што може да ни се случат. И затоа ви кажа таја со зголемување. Ние прво отидовме со планираните трошоци и единствено за да може да работиме рентабилно, односно на некоја нула позитивно,
е со зголемување на цените на услугите, дали ме разбирате. Оти ние не можеме да предвидиме дополнителни некои приходи, барем во овој момент, надвор од овие што ги имаме. Ме разбирате? Единствено би можеле, ако не одиме со зголемување на цена на услуга, да ако имаме некоја дополнителна дејност, но за таква нити имаме средства, нити капацитет за сега. Тоа беше тоа и колешката што го кажа, Бети. Последна информација, се не знам дали вие имате, ама небитно, ни е многу битна, не знам и председателка тука, не помалку од 20%. Овие финансиски средства, од која програма ќе ги исцрпиме, бидејќи вие ќе побарате дополнителни средства, ние буџетот го донесовме. Имате некој, мислам, договор, некоја информација дека општината на вистина ќе ви ги исплатат и ние можеме да донесеме одлука, меѓутоа сите програми, сите ставки во буџетот во општина Битола се искористени. И сега, ако ние донесеме одлука, ќе ни речат, малце знаеме како постапувате, кажете вие сега која улица да не ја направиме, или некој мост, или некој спортски објект, за да ви исплатиме тие 20% што му изгласавте на паркинзи. Оти во таква ситуација ќе се доведи Советот. Дали имате само тоа уште така? Не мислам, советниче, дека по ова ќе се доведи било кој советник ако гласа, заради тоа што ние не можеме и да сакаме повеќе средства од оние што ги има предвидено општината во буџетот за трошење за нас, за бележење на хоризонтална и за поставување на вертикална, дали ме разбирате. Ние не можеме поќе тие, мислам дека Бети, дали ги знаеш точните суми, мислам дека околу 7 милиони се движат оваа година, за разлика од 6 лански. 7 до 7,5, ама не ме држете за збор, не знам точната бројка сега. Ние да сакаме сите не можеме повеќе да потрошиме од тие средства што се планираните. Освен со ребаланс ако излезат некои непредвидени работи. Прашања други? Ајде, Бајковски. Благодарам. Само да ве коригирам во интереси на јавноста и граѓаните што ќе следат комисијата, што кажавте дека средствата за смирување на сообраќајот, кои што се поставени на булевар 1 мај, се донација. Тоа не е точно, бидејќи има договор случен помеѓу општина Битола и компанија, набавка, транспорт и монтажа на вештачка испакнатина гума, член 97, слика 95 од правилникот. Има договор на 20.10.2023 година случен. Затоа точно да ги информираме граѓаните дека не е донација, дека се со средствата на граѓаните се набавени овие средства за смирување на сообраќајот. Благодарам. Повелете Трајковски. Благодарам, председателке. Јас сакам да се информирам, бидејќи имаме веќе одлука на Совет за хуманитарните паркинзи, а како што знаеме не се уште бележани и ги нема во општина Битола, па сакам да прашам до кај сте во поглед на бележењето на хуманитарните паркинзи и кога ќе започнат со функција. Благодарам. Фала ви за прашањето, советниче. Хуманитарните, веќе временските услови можат да дозволат да бележиме дневно. Јас би рекол првата убава недела, заради тоа што улица едната, кај што треба да се бележи цела зона, е тесна и не дозволува сообраќај, фреквенцијата, односно сообраќајот и бележењето нема да оди во ист ден. Така да таму е најпогодно за бележење во недела кога ќе убаво времето и ги имаме во предвид и нас ни се товар тие хуманитарните најбрзо што може. Заради тоа што таа улица е цела паркирана со сообраќај, кај што треба да ја бележиме зоната, а во меѓувреме по другата коловозна лента со еднонасочен сообраќај Цар Самуил правиме муавет. Така да ќе направиме голем застој во сообраќајот, сигурен сум дека и од полиција нема да ни дозволат во работен ден обичен да дисваме. Единствено доаѓа во предвид таму да се бележи во недела, пошто е лабавено и со паркирани коли и со сообраќај. Повелете. Благодарам. Директоре,
Сакам да ве прашам во врска со паркингот кај Јат. Таму има една ситуација сега, покрај тоа што се исчисти просторот, имаше една рампа, повеќе таа рампа не постои, и сега станарите се бунат дека им паркираат приватни лица кои не се станари. Знам дека истите тие станари реагирале до општината, и сега дали имате разговарано со општината, пошто тоа е општински простор, дали таму ќе се обележи и ќе биде паркингот за станарите или ќе си остани за сите граѓани? Јас сум свесен за новонастанатата состојба, дел некој од станарите дојде и кај нас, но ние не можеме во моментов ништо да помогнеме таму, заради тоа што таа зона не ни е доделена нас за работење. А со општината до сега немаме направено муавет. Ниту рампата е поставена од наша страна, ниту ние нешто имаме контролирано во тој поглед на таа локација. Така да не можем да ви одговорам, на вистина немам информација што се случува таму, официјална. Се би било рекла казала, мислам дека не е сериозен просторот да правиме такви муавети тука. Благодарам. Значи, јас имам уште едно прашање во контекст на истото на колегата. Вие досега немате разговарано со општината за просторот кај Јат. Убослушнав или? Да. Ви благодарам. Добро е да знаат и граѓаните дека вие воопшто не сте ни разговарале за тој простор. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот. Ги ставам точките на гласање. Точка број 1. Одлука за одобрување за користење на дел од простори во местните заедници за пензионерските клубови на Сдружение на пензионери Битола без надоместок. Кој е за точката? Ве молам да крени рака. Комисијата за финанси. 3 за, против, воздржани 2. Точка број 2. Измена и дополнување на ценовникот за поставување и одржување на вертикална сигнализација. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против, воздржани. За или против? 2. 1 се изема. И точка број 3. Измена и дополнување на одлуката за утврдување на цени за хоризонтално одбележување на надлжна и напречна сообраќајна сигнализација. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против, воздржани 2. Констатирам дека комисијата е завршена.